Да? Ве работиме, шо правите вие? Еве, добар. Јас сум во Берлин тука. Па стоам на улица пред ресторантот со некои парламентарци, имаме ручек. И те се јавив, викам, дај да ќе на тебе. И ми го даде бројот, веднаш после тоа гледам тројца Скопјани тука, во жити сега гледам тука, 10 минути изгуби со них, слушај. Од каде до каде? Тројца луѓе од Скопје случајно да ги видам тука. Абе видиш ли како е светот мали да во стварно е мал бе. Ти евам. Ти как си, добар? Одлично. Види вак сега, значи јас те барав еднаш запти минатата недела, ти знам беше на пат ние во гужва. Добро, денеска плативме тамо 5,5 милиона колку треба. Зашто ова? За акција ношто. За акциите, добро. Значи тоа јас ти кажав на Верица, на Зорица, тоа е ќе ги држиме тие пари од сумата што ни должите на крај. Не е проблем, не е проблем. Не, ама да знаеш дека не е се уште околу 280.000 евра се должи за тоа. Нема проблем, шефе, на ту тему нема проблем опште. Не, мислам, сакам да знаеш дека тоа е коректно од наша страна. Чекај, и од една и од друга, поинаку не може да биде меѓу нама. Добро. Вака се, шефе, за другото. Ајде без многу да се мислеме. Ако ми кажеш дека ова е прифатливо, можеме веднаш да започнеме. Значи, ние стигнавме до 2,2 милиона евра. Дали нашата понуда би била следната, 2,4 милиона евра, значи за 57%, али тоа ќе зборуваме цена по акција после колку е, од кои 900.000 значи жирално, добро, 1,5 во кеш, од кои 10 месечни рати, али што повеќе во прва рата да може, например, дали 200-300 во прва рата, и другото во 10 месечни рати. Може ли да ми дадете простор да се изјаснам до кога се враќаш ти ден? Се враќаме петок, сабота. У петок, сабота. Или ќе ме бараш или ќе те барам у петок или сабота. И ќе се договориме. Важи, ама значи не е голема разлика од тоа што дискутиравме сега. Јас со вас нема многу да брам спогодби овако онако, тука нема што. Значи може да причамо за све, со вас нема многу спогодби, но ја треба пријателски да извршиме секоја работа. Према томе ту нема да или не, значи сматрам да сме блиски и не сме за денеска. Да. Добро, јасно. Ја имам видено многу добро од таа партија, од тие луѓе. И од сите вас, значи комплетно као тим, према томе нема тука сакам, не сакам, можам, не можам. Да. Само мора да ја запазиме процедура, рецимо, ја тоа сакам да го купам преко српски фирми, да не почне тамо да паламуде после, разумеш ме нешто? Не, виса, тука тоа е друго прашање, ќе треба дозвола од Народна банка од тоа, но тоа ќе треба да го измислиме добро, нели, формалниот дел. Така. Меѓутоа мислам дека тоа 900.000 ќе помине кај гувернерот. Добро. Добро. Нема што кај гувернерот да помине или да не помине. Не, сумата како сума ќе помине. Меѓутоа, значи уште еднаш 900.000 жирално. Тук ќе зборуваме после за другите детали, дали да ги купеш акциите во офшор фирмите или да ги купеш само акциите на Македонска банка, ама тие се детали за кои ќе најдеме договор, ако најдеме договор за ова. Добро. Не е спорно другите финеси и детали, мислам, тоа сакам да ви кажам. Добро. Значи, уште еднаш, 1,5 од кој еве, да речеме 300-400 во кеш во старт. Добро, не, и другото 10 не мора да зборите ништо. Да, јасно. Добро. Овако, до сабота ќе се слушнеме да Важи, во меѓувреме ако треба некоја консултација, пак на овој број или Не, само со вас, на овој број може да ме барате кога сакате, али пази, кога не сум ја у канцеларија. Никој не се јавува на него, да знаеш. Тоа е мој директен телефон. Не, зборот ми ако имаш потреба порано ме контактираш преку Зорица, нека ми пуште СМС. Не, нема проблем, па ја директно ќе ме барам на мобили, па не, можно е да не дигам отиво сум во состаноци. Ама мој број го видите. С мобилен ќе ме бараме. Можно е, може не, ама ако имаш проблем прати ми СМС порака, прати ми порака, тоа ми е збор. Значи, било што порано прати ми порака. До сабота ме чекате, до сабота не одлучувате ништа. Сега е топка кај мене, така ли е? Топка е кај тебе, али ако ти си спремен порано да тргнеш и ние сме спремни, тоа ми е збор. Ве разбрав. Хвала лепо. Океј. Најкасно до сабота се слушаме. Океј, отцо. Ајде, пријатно. Ало? Те слушам. Добро. Мора од специјални броеви да се јавуваме се, што да правиме? Како? Викам, мора да се пазам. Да, се разбира. Ова е тука некој тотално не покриен. Од надвор број е така што можам комотно да зборувам, мислам. Би требало те несрекни да сме да се случи нешто. Вак сега, Јоцо, значи ние устануваме на тоа. Се надам, чекам да кажам, да слушам твоето мислење, нели кажа до петок, сабота ќе слушнеме. Не, у сабота, денеска ќе говориме, значи денеска е задниот ден кога треба да завршиме. Овако. Значи, твој стави 2 милиона и 400 хиljada. Добро.
900 веднаш. Ало? 500? 900. А 900 жирално, да. Жирално веднаш, а остало да буде на 10 еднакви капи. Са не, останалото мислевме, например, 200-300 ако може веднаш и другото за ворати. Чекай, може ли 200 веднаш, а оно да буде уместо 10-11 рате? Абе, Јоцо, за тебе може, знаеш, не одлучувам сам, меѓутоа, сам мора и ние да биде, што занесува до мене, треба да бидеме флексибилни, така што не можам јас да ти кажам, меѓутоа, еве, јас... Чекай, ако вама за густ, да треба пре. Аха. На таа тема не треба да разговарам, уопште не е ни важно што сме да говорим, разумеш? Да. Значи, не дај, али ја ипак хочу да имам едну отступницу, ако да си имам темелно чврсто направен договор, разумеш? Да. Ето така. А види, би било, за мене, например, мислам би било прифатливо, 900 значи жирално. Веднаш ви даде. Кажавме тие, ќе разговараме после за деталите, от има некои офшор компании, дали ќе купеш офшор компаниите или акциите, ама тоа се детали за кои ќе дискутираме, кога ќе дојде време за тоа, да не зборуваме сега. Меѓутоа, значи 900 жирално, или, значи, мој предлог би било следнаш, 300 да биде, значи, кеш веднаш. Ало? Да, слушам, Гончо. Ало? Те слушам. Нешто се губи линија. Да. Добро, значи, еве, значи 900 се договоривме. Сега, 1.500.000, од кои? 1.400.000. 2.400. 2 не би отсо 1.500.000, да. Право си, шеф. Од кои 300 би биле, значи, веднаш во кеш? 200 могу одмах. 200 могу одмах, немој 300 ме тераш. Не може 200, Не може 300. 200 могу. Добро, 200, значи, веднаш. Така е. Тоа станува 1.400.000. Добре, колку останува? Ќе обрачунаме 200 веднаш и остало на 10 еднакви капи. Јоцо, а може ли 200 и после плюс 10, значи 200 веднаш, 200 после месец дена? Добро. И тоа останува можеме да. 1.100.000, останува 110 по месец. Може. По тут пута 10 месеци. Може. Може така? Значи 200 веднаш, 200 после еден месец. Не може, завршено. И 110 пута 10. Тако е, може. А за деталите ќе разбаваме. Добро, Јоцо. Само када се видимо, кажи ми? Па што побрзо, кажи ми, што побрзо. Само овој пат јас и ти и може и Борис ќе донесам. Кој сакаш тој? Добро. Али ова да остане, стварно нема потреба никој друг за Маријан, за тоа нема потреба никој друг да знае. Ово е више дефинитивно, тако? Дефинитивно. Добро. Шефе, нова може... Добро. Овако. Ја ќе папирологију да припремим. Кој ќе ти биде, извини? Ќе биде Југоремедија и Медела. Југоремедија од каде е? Од Зрењани. Врање? Зрењани. Добро, а другата? Друга е Медела из Врвас. Се, ја ќе детаља ти дам сутра или евентуално среду. Добро, а кој ќе биде контакт човек тука? Ќе имаш некој? Пак Зореца ќе биде? Кој ќе е Бутко? Само Зоре. Значи ти информирај Зоре, јас ќе да се сретнеме утре. Добро, само да ви кажам нешто, како ќе биде. Ќе дадам и 3-4 македонски фирми с по 5% да може да се пренесе. Да. Сукцесивно, разумете ме? Да. Тако. И тоа ќе може од утре да почне да се работи. Да. Тако. Договорно, поздравам. Тоа може, сега, јас и ти кога ќе си во Ниш пак? Ја у Ниш ќе бидам у среда. У среда, предходно кај си во Врбас, во Медела тамо. Каде е тоа? Не знам точно каде. Подалеко е така? У Војводина. А Војводина? Да, скоро до Суботица е тамо. И ноќас ходам тамо, утре ќе бидам тамо, у вторник навечер доаѓам. Значи ние може евентуално среда, четврток да се видиме, али ќе договориме за тоа, меѓутоа битно е Зорица да знае да ги брка оперативно работите и да почнеме тука све што треба, барање, договорнерот, се до тоа. Никој тоа више не смее да го знае. Да. Само ја, ти и Зоре. Да. Тако, договорено. А може сукцеси. Океј, ќе договориме, по телефон си достапен, така? Секогаш. Добро, океј, Јоцо, баш ми е мило, се слушаме само напред. Ајде, шеф, пријатно. Али вак сега, имам добри вести. Се слушнав со овој, попладнево некаде кај 6-7 сата беше. Вака, значи он прифаќа 2,4. Добро. Значи за 51%, од кои 900.000 ќе префрле жирално и 1,5 ќе префрле во готовина. Сега, од тие 1,5... 900.000, колко е тоа? Што, колко е? Колко е тоа 900.000? 50 милиона? Тоа е околу 50 неколку милиона, да. Па како ќе го оправдаме, зашто даваме на него, не на овие други? Тие 400 Тие 500 даваме пред никога, да.
Да. 500, ама мислам име тука флексибилно сега, нема тука ако треба да се зголемува, ќе зголемува, не јасно. Не е проблем тоа. Мислам дека сме окей. Сега за деталите не зборувавме, мислам и по телефон многу, и тоа ќе решиме сега дали како и как ќе тече тоа понатаму, ќе видиме, меѓутоа генерално прифати, значи од тие 1,5 милион што се во кеш, он предлага вака, вика тоа е најмногу што може да направам, 200 веднаш. Јас инсистирав малце повеќе, ама вика тоа е најмногу, 200 веднаш сега, 200 после месец дена. И тоест веднаш нели по подпишување, мислам, 200 после месец дена после подпишување и 110 пута 10 месеца. Понатаму. За мене мислам дека е прифатливо, размисли вечерва, дај ми зелено светло утре и да започнеме што побрзо да урешаваме тоа. Ако веќе не ти уште сега. Прифатливо. Значи да почнем утре, така? Значи за 12 месеци целосно ќе се покриеме. Па да речеме 10 месеца од моментот на подпишување, 11 месеца од моментот на подпишување, да. Така. Ако подпишеме ноември до дојдеме. Добро, окей, прифатливо. Не, види, мислам дека е сосема добра понуда. За ова предходното како он дава ли се раја? Па види вак сега, јас не сум се, значи поради тоа што сум бил на пат, не сме се виделе 2 недели и плюсот кој ги купе тие 3,5% во банката, му кажав да ги задржи се одека да му биде како гаранција. Да. Од тие рати што не ги дожи до сега, така што сега последна рата може да му биде гаранција, не. Да, добро де, ама и не се добро де, не прави проблеми. Како и да не прави. Последните 2 недели јас не сум имал време да ги видам, бејќи на пат бевме. Така, добро. Така што утре ќе го видам, добро. Не, мислам нема никакви индикации дека има проблеми. Тоа ми е зборот. Добро. Така што мислам дека е сосем окей понуда. Како одма да аламираме, како да направиме сега? Се љубиш да направиме. Они тука треба се буткат таа процедура, не можеме ние. Не знам како тече процедурата сега. Значи они што треба, банката треба да го извести гувернерот дека е најдено купувач. Треба согласно со акционерите, значи треба да направиме сега. Да не ни преземе некој мелки. Он некако банката ствари одма да пушти утре се бајле, ја му на бове вечера, ама не може банката, треба прво овие да дадат некое. Па дај речи му. Да. Овие треба. Што поважно да даде, за да не. Не, вакше утре ќе се видам со Бајаджиев и со овие да ми кажат кои се постапките за понатаму. Ќе се видам после со човекот ново и Нини овде. Бајаджиев уште некој време да не го кажуваме. Некој треба да ми каже каква е постапката. Некој треба да ми каже како е постапката. Што кој се чекува дека е следна. Ако имаме договор некаков, одма треба да го испратиме во Народна банка за да види дека нешто се деша. Добро, што немаме такво нешто? Треба да го имаме. Или тој веднаш да поднесе барање до Народна банка уште утре неговата компанија. Добро. Најболje е тоа, одма да поднесе барање у текот на утрешниот ден. Макар и некомплетно, а наредите. А нели треба прво нашите собрание на акционери да даде согласност прво? Како он може да донесе барање пред ние да имаме согласност? Нека поднесе од ќе преземе верчевој. И да не може, нека поднесе. Добро. Еве кај зборум со Јасмина кој е така, ама не знам овој па да не го изреволтираме, не знам се што да правиме. Кога да не изреволтира? Маријан да не почне да зборува. Не бе, зборувај, ама еве јас ти кажам, јас ги знам тие работи горе доле, знаеш. Не е проблем, јас ќе му кажам овој нека да остава да има меморандум некој така да има. Ама ако нема, пошто ние немаме време да го имаме. Он утре нека поднесе барање, он не може утре да поднесе комплетно барање. Да. Фактич не може тоа утре да го направи, треба недела дена да се подготвува за комплетно. Добро, може само известување, да каже дека во разговор со представници на акционерите кои представуваат возински пакет, дека е постигнат согласност и да во текст се постапки се откупа 57% од тоа за ви го поднесувам барањето и ви напоменувам дека во текот на наредните денови барањето ќе биде комплетирано. Комплетирано, окей, може така. Значи прелиминарно известување дека е донесено начелна согласност и дека многу во наредните денови очекуваме да се формализира процесот. А во меѓувреме да свикуваме собрание на акционери и се до тоа да се тече како постапок. Затоа да викам, не може Маријан да не го известиме, мора да биде во тек.